Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И денеска сме овде и денеска ќе ви направиме едно убаво кулинарско шоу. Навистина имам прекрасна гостинка која што ќе раскажува и за нејзината работа, за нејзиното хоби, бидејќи таа има многу работи кои што во текот на својот живот ги има изработено. Јас треба да раскажувам едно 3-4 дена, ќе ми бидат малку, но во текот на нашата емисија ние ќе говориме и за нејзината работа, но и за нејзиниот специјалитет кој што ќе ни го подготви денеска. Знам дека сте веќе подготвени со кафенце, чајче, можеби какао или напиток кој што вие си го сакате. И ја следите нашата емисија, а јас многу пати велам, доколку ви крчка вашиот ручек, малку намалете температурата за да не ви загори, затоа што кога ние зборуваме, ние сме на голема магија пред екраните и можно е да се загори ручекот. Ма и се случува, нели, во кујната, па и да загори, ќе направиме друг. Знам дека со нетрпение очекувате да ви кажам која е мојата гостинка, но јас пред тоа ќе ги поздравам нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско се нашите пријатели, покровители на ова наша емисија и ако не знаете што е најдоброто, се знае ПК Беско, најдобрите во сувомеснатите производи и знам дека ќе ги одберете вистинските, оние кои што вие сакате да ги вкусите. Јас едноставно сите им ги сакам, иако сум голем манџија на храната. Еве со ПК Беско немам никаков проблем. Кога се работи за мојата гостинка, таа ни доаѓа од градот Пехчево. Реков, едно време работеше со една конфекција, која што имаше најубавите костими и кошули, но потоа се преименува во нешто друго и си ја најде потешката работа од која што не можеше да избега, ама љубовта нема граници. И за таа голема љубов гледате дел од нејзината креација кои што таа ги произведува со сопствените раце. Е и на мене, на камерманот му вели, крими ги рацете, но тие раце многу вредат, многу се работливи, нема да ги криеме и бидејќи работата со волната е навистина многу тешка, а наша Фроска не застанува. Веќе знаете кој е мојот драг пријател, мојата драга Фроска Каракутовска. Добре ми дојде. Добре те најдов, драгче. Како си ми убава. И двете дотерани во твои производи. Да, во мои производи, да. Постојано си на терен и едвај можеме да си направиме муабет на кратко, па еве сега дојде редот да ми бидеш и гостинка и да готвиш и да говориш за твојата работа. Од оваа страна ќе те поставам. Ти благодарам, драгче, за кажаната чест, што после толку години, еве пак се сретнавме, Так. да проговориме, да споделиме спомени, и да сготвиме нешто вкусно. Нешто вкусно. Сакаш да направиш модри патлиџани. Да. Така ти е тава со полнети модри патлиџани. Јас ќе ти дозволам да почнеш со работата. Јас веќе го вклучив шпоретот. Ринглата ќе ја подготвам, бидејќи ти треба и за тука да ти помагам. И ќе си правиме муабет. Да. Ете така. Овде сакаш да запржиме кромидот и еве, така. Кромидот е веќе исецкан, јас пиперките, морковот ќе го средиш, изрендаме. Епа, моја Фроске, кога ќе те барам, драгче, јас сум на пат за Охрид, драгче, јас сум за Струга, драгче, јас сум во Бугарија, драгче, јас сум во Србија. Драгче, сите спијат и не можам да зборувам, мораме да пишуваме, да се допишуваме. Е, така. Нашето време си го исполнуваме со пишување. Да. И сега те најдов во далечина, кога ти барав, пишувај привозење, пишувај рецепт, пишувај, праќај слики од оние твои изработки. Да. Ајде сега да проговориме за твојата нова работа. Работата со волна, иако не е нова, драгче, не е нова работата, но не е конфекцијата која ти одземаше и менаџерски работи. Јас од кога се пензионирав, значи, не можев така да седам. Одлучи да си работиш повторно. Да работам, а пак нешто во доменот на текстилот.
Волната ми беше голем предизвик. Сакаш прво морковот? Не, се заедно. Ма, се заедно и сакаме, морковот, добро. и кромидот, Добро. и пиперките. Добро. Се заедно ќе ставиме. Ете така. Тиквичката, не цела тиквичка. Добро. И се одлучи на најмакотрпната работа со волна. Сега. Работата со волна, кај го ставивме рендето, да. Овде. Работата со волна, пошто волната, како волна, кога ја стрижат Од овците. од овците, е толку прљава И толку мачна. и толку мачна. Со ччки, со Знаете што разни ми вика? работи ни стревите. Керка ми што ми вика, само ти, мамо, го можеш тоа. Та Точно. толку мириса кога се попарува. Ја попарувам, Надвор во корита. во корита, Така. со врела вода, Така. стои и ја перам во реката, затоа што треба обилна, значи вода, многу вода треба за да се испере волната. Уште ќе му додадам масленце. Добро. Масленце нека има повеќе масло, Ќе им. за да биде вкусно. Јас оставив и во чаша, ако во случај тука некаде ти треба, оно малку и месото ќе пушти. И значи од стрижена волна, Од стрижена волна прво ја се пере, перам. се попарува, се чисти во река. Во река и Така. ја сушам. Имам простор каде живеам во куќа. На жица На се жица ја пружава. сушам. Така. И голема среќа што во кај нас тамо во Мачево се вика селото, се уште постои влачара. Има се уште Голема влачара. Добро, барем помош ти е Да, тоа. тоа ми е помош, инаку без да се влачи волната ништо не може да се направи. Точно. И ја влачам волната и тука. Од жива волна јас почнувам да изработувам. Други работев. Меѓутоа, знаете, во Пехчево многу ладно Си викаш, и ајде. си викам, на нозете ми е ладно. Кога работам, на нозете ми е ладно. Дали јас не можам да работам калци, така. да изработувам, за да си ги стоплам моите носи. Затоа што и работиш и надвор. Драче, а не сум кондураджија, не знам да... Уште тоа ти фалеше, да Тоа бидеш ми и фалеше. кондураджија. Не знам, значи, многу време потрошив за да направам калци. Се концентрирав на калците и денес успешно работам калци од бебешки, еве таму имате Имаме на нашата витрина таму. тука, така. Од бебешки до најголеми 46 машки калци сум правила. И за мажите? И за мажи, и за жени. Не ги одвои мажите од жените, добро? Не, Ете не така. ги одвоив мажите од жените. Успешно работам и најмногу ми се значи барани калците. Најмногу ги најмногу ги браво, бара дека калците. волна и топли. Да, волна и топли. Сега, ова што го носам и И вие што го јас и носите. ти, Да, и двете. така, двете Носиме, дотерани денеска е во твои креации. Да, во мои креации. Тоа што и струката ми беше таква и можам да направам, нели, знаев дека можам да направам и почнав да работам и капути, и мантили, и шешири. Бидејќи ти те бидува, мислам, И да ги знаеш ташни. броевите, Да. како се вели она вистинската по крој. Да, по крој и работам. Даската понавака малку да ја повлечеш. Даската те малце следат. тесничка, ама Ки ти дадевме една друга. лажица дракче да ми И една дадеш. лажица ќе ти дадеме. Ете така. Ако ти е мала, да ти дадам друга даска. Малце пошироко да беше, ќе беше добро. Може. Не се договоривме. Имаме поголема, повели. Так, да не ми паѓаат. Еве овде. Так, ти благодарам. Ете така. И рече дури и капути, како капутите сега баш да кажеме се вратија во мода. Никогаш не им згаснало, но едно време беа тие кожни јакнички, па бунди,
од Ама тоа крзна е и се сега капутот пак. пластика, драгче, тоа е пластика. Се што е, а ова е чиста волна. Така. Толку е пријатно, еве, го носиш елекот на тебе и како се чувствуваш? Јас се денеска среќно и убаво. Среќно, баш ми е Се драго. чувствувам и среќно и убаво, затоа Да. што ми се погоди и шарата. Да, и Многу ми шарата се се погоди погоди. шарата. Многу си ја бендисав. Да. Мотивите Ќе ти ги тебе. стоплам и нозете ќе ти ги стоплам со топлинки? калци, со да. Колеги, калци, некои следниот ги пат викаат ќе калци. играм на калци, да знаете. Овде едно оро малешевско наше по калци. Да кажам малце и за полнетите Ете така. јадењето што го готвиме. Така. Значи ги издлабуваме Добро. сите патлиџани, Ова овде ќе ти ги соберам. ама јас и тоа ќе го ставиме таму Ако? внатре во Ака. кога ќе За да не пржим. ти пречи. Да. Добро. Ова малку малечко, ама како да го исечам. Ке се снајдеш. Кога Ќе се можеш да снајдам, направиш бебешки калчиња, за тебе модрите патлижани се Се ништо. ништо не. За едни мали ножиња да се има што да се облече. Тоа да ти Што, кажам. ние ќе погледнеме и дел од твоите фотографии, ама прво да го средиме јадењето во Јадењето Рерна. прво да го средиме, да. Потоа ќе ги погледнеме и фотографиите, оние твои изработки кои што ги одбравме, што ме испрати, за да имаше премногу фотографија, но не можеме сите да ги И да не може сите да ги видиме. Јас имам на Facebook страници мои, 2 страници. Така. Едната е со кирилично писмо волшебни производи од волна, другото е со латиница. Таму го пишува и мојот контакт број. Така, кој што сака да те Кој што најде. сака може и на телефон да ми се јави. Така. И преку Facebook да ми сконтактира на месенџер, како сака, да порачаш, нели, работам по нарачка, по желба, бираат од моите слики, цртаат луѓето, А, има и такви што си бараат свој модел. бараат своји браво. модели и ти Како ти се ме снаоѓаш? познаваш, знаеш дека јас можам. Ти значи. можеш се. Ти можеш се. Кога може, морам да им кажам на гледачите, вози како рели возач, шие најбрзински на машината, ги надгледуваше дури и вработените им помагаше во делови кај што не можат. Разнесуваше по продавници. Да. И сето тоа и плюс дома. И плюс дома да си има месено лепче, Да, тоа беше баници, Се. раванија која што мене многу ме недостига. Тоите. Драгче, не си ја заборавил. Никако, никако. Па и твоето сладко од тиква. Сега да го додадам лимевцето, Фросе, овде? Не, прво Уште не? ова. Прво сакаш од модриот патличен, зашто гледам ова Мислам, веќе ми е... добро е, доста е толку. Добро. Дека ова веќе ми е готов. Затоа, да, јас. Супер асистент. Супер асистент. Морам да бидам супер асистент, бидејќи имам супер гости. Ете така. Ова веќе не ти е потребно или Треба малце да го сечам магданосот. Добро. Малце тропам повеќе. Ако де во кујната, Да. во кујната сме, ние не сме на како се вели во парфимерија, па и таму треба садови. Да. Ете така. Одлично. Колега Бубе, подсети ме малку да си ја намалам температурата, како сум ја расчурела тавата тука. Брзински сакам да бидат полнетите модри патлижани. Фросе, како сум ја убрзала, гледај. Нели? Многу, многу. Сега Добро. веќе можеме да ставиме и од месото. Добро, ајде. Ајде малку ќе ја намалам температурата, да не е на највисоката. Си ја гледам мерката, ја Си ја гледам гледам мерката, едното око кон патлиџаните. Знаеш зошто? Затоа што веќе сезоната на патлиџаните изминува Така. и нема
големи крупни патриџани. Требаше И јас рецепт со тиква, сезона на тиква. со тиква ќе направиме баница, Добро, ќе направиме добро. со тиква. Правиме и баница и штрудла овде, многу навистина убави. Дај сега малку јас да мешам. Добро. Ајде. Јас сакам да ти помогнам. Ако. Така, добро. Ете, додека ти таму го мешаш ова, јас како вистинска домаќинка да направам еден планински чај. Ајде Да направиме планински чај. Ти си во планина Јас таму сум во близу, планина па си научена, сакате природен чај. Да. Но и овој не е убав. Драгче, вегета зачин шо Еве имаш? имаме сув зачин. Повели. Ајде. Еве ни сув зачин. Еве ти бибер. Ова ти е сол. Господја Фроска. Не е научена да и се ослогувам со господја Фроска. Не. Фросе, срцко, шо Да. правиш? Да. Ете така. Драгче, мешај таму, значи и тука на И таму е едно патиџано. толку и едно тука. Сега ова е исто како моите колеги на камера. Фатине на крупно, фатине од подалеку и од поблиску и трчај на сите страни, Да. а и плюс режната е вклучена, за да биде тоа брзо испечено. Ете така. Па Добро. кога сме Нели? ограничени со време, Така, мора да биде сена, како велиме ние стокмено. да. Добро. Уште малку му треба на мефцето тука и можеш да полниш. Бидејќи ќе оди во рерна. Драгче, го пробуваш ли тоа на сол? Јас не, никогаш. Никогаш. Ја и Јас дома се не од пробам, култура секој правам. нека си додава после ако му треба, а бидејќи не јадам солено. Така, види. Ајде. Мислам дека уште малку... Така. Што сакаш? Малку сув зачин плюс? Да. Добро. Добро. Мислам ќе биде доволно. Па такви ни се модерни лажиците. Да. Нели? Да се провериме. Ајде. Готово е веќе. Мислам ќе е готово. Можеме да... Веќе да ги полниш. Поминеме, така, тука да. ќе ти ги додадам. Тука ќе ти додадам. Еве. Од на даската, дај ми ја. Ете така. И лажичка си имаш. Си лажичка. Добро. Еве. Повели. Ајде да ја тргнеме лажицата, како викат кај нас да не се караат сната и свекрвата. Добро. Поминало тоа од нас со тебе. Нашите кажувања, како велат во нашите краеви. Да. Ете така, солта веќе не ни е потребна. Драгче, ова јадење е многу убаво и во постна варијанта. Сега ќе почнат постите. Значи, наместо мелено месо... Оришче. Не оришче, него ореди. Мелени ореди. Па јас мислам сум пробала и со ориз, а и со спанаки. И убаво е, баш убаво. Нели? Јас со ореви, наместо месото, меленото месо, сакаш го заменуваш со ореви. го заменувам со ореви. Сакаш ли во чајот шекер? Не. Добро, и ти како мене, без шекер. Одлично. Добро. Еве го чајот. Подготвен. Како се вели да го потиснеме малку. Одлично. Како убаво ги наполни, леле, мераклиски. Добро, јас мислам да ова е малку помал. Сега ова оди во А да го рерна. потиснеш е малку да го соберевме Да го целото соберевме мефце? целото, Или ај. од страната на хартијата додај го? Ајде, и нека така ќе го има потиснам. кој да се лапне повеќе. Бидејќи имаме хартија за печење, Да. може и тука мефцето да биде од страна. Така. Да не се фрла, јас секогаш велам, ајде да не се Јадење, фрла. греота е јадење да фрлам. Ете така, уште малку имаш.
Што убава и тавата. Орги... Од мерак да готвиш со Готова. дракче. Нели, со Да. мерак овде, Со сите со мерак. мерак. Сега во рерна, Е, така? сега во рерна дракче, на тебе ти е позната рерната. Повели. Чекај сега, каде? Тука. Да. Ете како се снајде така. вистинска домаќинка. Да. Ете, во рете. Е, сега, ќе го подготвиме кашкавалот. А, ти треба ноже или ренде? Ножето, не ренде. Вака Тоа ти е за после, сега. од озгора. Добро. Добро. Можеш и во ова тањерче да си ги собереш за да ги полесно поставиме. Како е тоа стручно? Е, јас како куварица. Браво. Браво парчињата да не мрднат. Да, бе. Како Одлично, како мерени на машина. Машина во супермаркет. Супермаркет, баш така. Так. Добро. Мислам оти ќе биде доволно. 2, 4, 6, 7. Ајде. Еве. Браво, бе, Фросе. Ти си струја. Е, сега додека чекаме ова треба да пиеме, се да. запече, ние Да. ќе си Ќе пиеме ќе ги чајче. гледаме фотографиите од тебе. Затоа Фотографии. што ќе ни кажуваш што е тоа, тие ли се тие калци за Да. мажи, за жени, Ова се за жени. Ова се калци за жени. Добро. Ете, така ќе ги погледнеме. Кажи ми, мора ли, гледам на твојот елек имаш и друга боја, мора ли волната Тоа е да биде... оригинална боја. Бојата оригинална. Оригинална, значи, такви од овцата, како што е овцата, нели, бојата на... шарени, да, Така, како тоа е- велиме црна, сива, Да. секако. Ова е бела, на белата ставам јас црна. Дури, еве, и копчињата се изработи и се боите одво. кои што ги употребуваш... Боите ги фарбам. А со каква боја е таа? Специјална за волна? Боите ги купувам тука од Бит пазар, има една продавница за бои, специјална за таа е бои. специјална Од за таму бои. ги купувам. Ајде ќе погледнеме и други фотографии. Не излегуваат, што е најбитно. Да Моите не се поместува производи се перат во машина за Перење. перење на програма за волна. Ете така, супер. Или си влегуваш да се капеш со сенив, ги изгазуваш, ги плакнеш, на волната не задржува. Тука е фроска дотерана исто во убав елек, на Да, вистина тоа е елек, убаво. Ајде одиме понатаму. Тоа од некој сигурно по емисиите како што знаат да те викаат. Е, тука е еден куп ги одбрав јас, велам, ајде за да не се мачам дел по дел. Многу ми се допаѓаат цветовите и посебно овие црно со бело. Да. Интересни. Ајде одиме и понатаму. Еве го елекот, сличен на Тој овој што не го е носиш. довршен, Да. не е Овој со довршен кафеава овој волна, така. елек, Добро. во фаза на изработка. Добро. Бебешките. Ова се Така, јас си ги одбрав, пошто ги сакав тие. Да. Да, добро. Одиме понатаму и потоа ќе го елекот, дали е не е тој што го носам, тој е Не, сосема не, друга. тој е друг, да. Гледам друг весе. Да. Ова е многу убав вес. Да. Убав, како порано што ги весевме милињата за дома. Многу убаво направено. Иако е тоа потешко за изработка. Навистина Е, убаво. ова е веќе пак елекот, друг елек е. Така. Гледате, ова Така. е во фаза на изработка. Многу интересно. Па како нема да те болат рацете и да ти се искриват прстите на толку везење, на толку спремање на волната? Верувајте дека луѓето толку многу ги бараат. Да, па затоа постојано си на пат и Да. ги бараат многу. Еве, пак фроска со палмите. Со палмите, да. Да, многу интересна. како убава ти креација, дојде, знаеш. многу убава креација, браво. Ама таму кај што има палми не носат елеци. Таму е многу топло. Може за мода. Да, за Еве мода. шеширите Еве твоите шеширот, да. што ги ти изработуваш исто така, интересни. Чантите, дамските чанти. Добро, интересно. Еве, тоа е
капуче кратко, мислам дека е кратко тоа. Многу задоволни. И многу убави, убаво, многу браво. Браво. Еве, тоа е значи, во куклата тој што го носиш ти. Добро. Одлично. Па многу производи се, јас не можев сите да ги одберам. Колку се убави боите. И вистински изгледаат навистина убаво. И се перат и не излегуваат. Тоа што тоа е најбитно, да. А тоа се работи со вода. Премногу имаше фотографии, морав да одберам нешто што е поинтересно. Добро, јас така. А сега јас ќе побарам колегата Бубе да го сними овој убав ордевер, кој што нашата екипа го подготви од Пекабеско. Еве вака свечено може да направите и вие, и за дома, и за гости, па и за сна, и за зет, нели вака иде убаво ордеверите се местат. Навистина убаво, ова е Пекабеско, а ние сега ќе ги побарам јас да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Ајде да видиме рецептот на денот. Специјалитет со модри патлиџани. 2 модри патлиџани, 1 морков, 1 мала тиквичка, 1 зелена пиперка, 1 главица кромит, 300 грама мелено месо, 200 грама кашкавал, масло, сол и бибер и други зачини по желба. Ете, сето тоа нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Рековме може да го направите и во други варијанти, кажа Фросе дека може да се додадат и ореви, а сега треба да додадеме кашкавал. Ако ти е полесно, ако не горе качија тавата, па ќе ја вратиме повторно. Ете така, ќе ја вратиме повторно, нареди го кашкавалот. Ова е газдинско. Да. Го направи чорбаџиско. Чорбаџиско сигурно. Чорбаџиско јадење. Ете така, добро. Повторно го враќаме. Му треба 2 минутки за да се стопи само кашкавалчето. Ете така. Полека само да не се изгориш. Добро. Ете, драги мои, тука веќе се крчка јадењето. Фросе, јас едно време гледав дека ти тоа го работиш со сапун. Да. Специјално. Да. И се трла, се меси. Со вода и со сапун. Како е го правиш едно платно на волна? Еве ова да речеме волната, кубеш од волната, имаш калап. Со сапун? Калап. Специјален калап. Да речеме, сакам да направам ракавици. И ракавици правам. Калапот е направен, редам вака од волната, редам, додека ја наредам сувата таа волна. Да, сувата волна. Посипувам со вода, од озгора ставам перде е тоа од перде. Завеса е некој или газа? Да, не газа, мора да биде пластично. Нешто што нема да лепи волната. Што нема да лепи, што нема да ја лепи волната. Ставам од озгора, мачкам со сапун. Да. Волната почнува да се собира, да се тутка. Го тргам, завесата ја тргнувам, го браќам калапот и обликувам. Браво. И од овде пак редам. Колку време ти е потребно за да направиш еден елек како што носам јас? Многу. Долго време, така? Треба, долго време треба, затоа што е големо. Да. Ова е, например, направено од 2. Тоа значи дека не се многу исплати, ама љубовта кај тебе е голема. Не. За исплаќање не се исплати. Јас ова ќе го поместам за да го додадам тањерот во кој што сакаш да извадиме барем 2. Погледнам само. Ајде, погледни. Дали се стопи кашкавалот? Добро, повели. Може, колега, да се извадат овие убави патлиџани. Полека, внимавај си. Браво. Браво. Горе. Ете така. Одлично. Сега ќе го поставиме. Може даската само, извини, Фросе. За да можеме да ја поставиме и можеш да извадиш еве овде. Домакински раце, домакинско спремано. Браво. Шо убаво се направило. Ете така. Доволни се тие 2. Добро.
да ги поставиме како ете така. Браво. Колега, одлично, нели? Драгче. Беше прекрасна домаќинка, а денеска мислам во кујната, а нашите пријатели од ПКБ-ско доделуваат и подарок за нашите гости. Ти благодарам, Драгче, затоа што благодарам, ми ја баш ми е разубави мило. емисијата. Наистина убаво јадење. Многу ми е драго. И Ти пожелувам добро здравје и долг живот. амин, истото го возвраќам и на тебе и на нашите Благодарам. гледачи. Ете, драги наши, тоа беше нашата Фросе. Се надевам дека ви бевме и денеска интересни, направивме убав специјалитет. И ако не сте започнале со ручекот, а ги имате овие намирници, направете ги и вие дома. Се надевам дека беше се убаво и ви посакувам многу здравје, многу љубов, многу среќа и како ви велам, ве сакам.